Za vašето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите Јагнешко печење. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 1 заден јагнешки бут, 400 грама конзервиран граф, 2 лупени компира, 6 чешњиња лук, 1 главица кромит, 2 моркова, 1 лажица зачин, листови целер, 1 лажица црвен пипер, 400 грама конзервирани домати, 1 лажица оригано, 100 мл вода, маслиново масло, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 3 часа. Главицата кромит ја сечкаме на резанки. Морковите ги сечкаме на подебели коси кругови. Компирите па ги сечкаме на покрупни коцки. Потоа на поголеми парчиња ги сечкаме чешнињата лук. Покрупно ги сечкаме и листовите целер. Во тава за печење на оган ставаме маслиново масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме јагнешкиот бут да се пржи. Откако ќе порумени од двете страни, го вадиме бутот од тавата и го ставаме во керамичка тава за печење. Го преливаме со маслото од тавата за печење. Потоа во керамичката тава ги додаваме парчињата кромит, компири, моркови и лук. Зачинуваме со оригано. Потоа додаваме мзачин, ги додаваме и сечканите листови целер и конзервираниот граф. Зачинуваме со црвен пипер. Во керамичката тава ги додаваме и конзервираните домати. Потоа додаваме мелен црн пипер. Посолуваме. Ја налеваме водата во тавата. Тавата ја покриваме со капак и ја ставаме во рерна. Печеме 2,5 часа на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Печењето го декорираме со гранчиња француски макдонос на двата краја на тавата. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 3 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата Вранец со темнорубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.